Колешки, колеги, пратеници, почитувана македонска јавност, председател на собрание. Имено, навистина е неразбирливо, како и многу политички активности и предлози кои што изминативе 10 дена дојдоа од оваа влада, да денес разговараме за разрешување на заменик министри, а при тоа да не побарате одговорност од првите лица на министерствата, односно министрите. За мене, но и за земјоделците, многу логично ќе беше денеска да видиме и разрешување на министерот за земјоделство, шумарство или водостопанство, познат како путер министер, отколку па потоа да дојдеме на разрешување на заменик министри. Меѓутоа, уште еднаш се потврдува таа изјава која што дојде од професорот Тупанчевски, дека сепак сите овие кадровски промени кои што се случуваат се впрочем производ на Пазар 3 коалиција. Имено нешто што денеска усамна во медиумите, а тоа е дека председателот на владата потрошил 26.000 евра за себе промоција во рок од 100 дена. И на моја порака до председателот на владата е дека на народот не му треба ФБ политичари, не му треба инфлуенсери, не му треба политичари кои што времето ќе го поминат на социјалните медиуми, дали ќе бидат лајкнати или дали ќе бидат следени. На народот му треба лидери кои што ќе биде меѓу нив, кои што ќе ги сослуша за проблемите и за истите те понуди решенија. Нешто што во одреден момент беше и ваше главно мото, со кое што дојдовте на власт, а тоа е дека ќе донесете живот, но откако не донесовте живот, стега сте сокриени во вашите удобни кабинети и не можете да се соочите со народот, тоа е повеќе од јасно, впрочем и овие предлози се токму и од таа причина да купите само уште еден ден за да останете во вашите удобни кабинети и за да се сокриете од народот. Меѓутоа, како што не успеавте да се сокриете од народот за локалните избори, така верувајте ќе не можете, ќе требате да се соочите со народот на следните први парламентарни избори, кога и тие да се случат, а верувајте дека многу брзо од сега ќе имаме повторно никакви предлог, решенија и кадровски поместувања, како само уште некој месец или уште некој ден оваа влада ќе се обидува да остане на власт. Значи, повторувам, на народот апсолутно не му требаат политичари кои што своето време ќе го поминат на социјалните медиуми, туку на народот му требаат лидери кои што ќе бидат со него на терен, во нивните населени места, ќе ги сослушат нивните проблеми и ќе понудат конкретни решенија. Сега во врска со експозето, јас го имам експозето овдека пред мене на председателот на влада, и замислата за разрешување на 3 заменик министри, ние имаме помалку од една страна експозе и тоа уште еднаш ја потврдува она порака која што ја упати професорот Тупанчевски. Најверојатно кога вие сте плод или правите одредени кадровски решенија, промени во одредени кадровски решенија кои што се плод само исклучиво на партиски бизнес интереси, нормално е дека нема многу што да кажете и тогаш ако нешто научивме во делот на оваа владина коалиција, дека истата ќе се обиде да извади џокер и тоа е најчесто европската интеграција или замислата Европската унија и нашиот пат кон Европската унија. Значи, ако некој успел во изминатите години да направи класична злоупотреба на европската интеграција, тоа е токму оваа влада на Социјалдемократскиот сојуз. Изминатите 6 години во недостаток на проекти, во недостаток на видливи резултати, секогаш се обидуваше да се сокрие под привезот на европската интеграција. И сега видите, многу интересно, токму вчера пристигна и првиот европски шамар за ова нова владина коалиција и тоа токму од амбасадорот, од австрискиот амбасадор, каде што јасно укажува
со упатување на писма и до премиерот, но и до членовите на Комисијата за европски прашања, кој што ви вели дека јасно го злоупотребувате европското знаме за ваши бизнес интереси. Односно за закон кој што нема никаква поврзаност со европската регулатива. Тоа е класична злоупотреба и тоа е првиот, замислете, демант дека оваа влада ќе донесе никаква подобра европска иднина, или како велат овдека премиерот во експозито, сега имаме шанса сите да покажеме дека иднината на државата, на нашите граѓани е наша заедничка обврска. Па тоа не е сега, вие сте 6 години на власт, вие 6 години имавте обврска да испорачате резултати, да покажете борба со корупцијата, да покажете реформи во правосудството, во судовите, во јавното обвинителство, но вие напротив, вие именувавте, замислете, кадровски решенија како што беше господјата Тања Бузаджиева-Васич. Вие се уште имате најверојатно нерасчистени договори со вашиот исто така предлог кандидат за уставен судија господинот Јовевски. Со какви кандидати вие планирате да воведете реформи во судството, па уште тие дека би биле моторот на нашата европска интеграција? Ве молам, па извештајот на Европската комисија во изминатите 2 години дава најниска оцена на Република Македонија. Ја ги имам и оцените. Во 2021 имате оцена за работата на оваа влада во делот на реформите 1,52, изминатата година е 1,61. Знаете кога имала Македонија највисока оцена во делот на напредокот за европската агенда? Во 2011, токму во онаа влада која што вие нарекувавте режим, па таа влада има донесена највисока оцена во делот на европската интеграција, 2,53. Не го велам ова јас. Премиерот милува да чита книги и јас ја препорачам анализата на парламентарниот институт за сите овие години откако Македонија има извештај за напредокот, нека ги види и нека ја прочита таа анализа, ќе видите кога Македонија испорачала најмногу видливи и мерливи реформи. Имено, да сумирам, затоа што времето овдека брзо тече, меѓутоа има многу што да се каже на оваа тема. Но едно е сигурно, а тоа е дека за жал и понатака Македонија, собранието, ќе бидат заложници на влада, на оваа влада, ова Пазар 3 коалиција, како сакате ви ќе кажете, со сигурност дека не е влада која што може да донесе подобар животен стандард. И оно што е многу интересно, вчера гледам, го игнорираат колегите од парламентарното мнозинство. Знаете ли кој е исто така еден од најважните проблеми со кои што се соочува нашата држава, а која што граѓаните ја потенцирале? Овдека ќе ја најдете во анализата. Владата. Тие велат дека еден од најважните проблеми со кои што Македонија се соочува, тоа е оваа влада. Да сумирам, апсолутно, за да Македонија може да доживее развој во секое поле, и во здравствениот, и во образовниот, и во делот на земјоделството, и во делот на одбраната, и во делот на Министерството за информатичка општествена администрација, односно во делот на реформата на јавната администрација. Со сигурност е дека оваа влада треба да замине за Македонија, навистина да конечно да може да поведува. Ви благодарам. Борислав Крмов, Лукаш презент.